28 годишен штипјанец со иницијали ЗМ бил дел од хакерската група која преку интернет измами од туѓи сметки успеала да извлече $95,000 и близу 100,000 евра. Заедно со штипјанецот, дел од групата биле и уште 9 други лица од Скопје и Прилеп на возраст од 26 до 32 години. Мозокот на целата операција биле штипјанецот и уште 2 други лица од Прилеп, додека останатите биле извршители. Најпрви креирале лажни страници на комуналните предпријатија во повеќе земји, потоа испраќале спам електронски пораки до странските државјани, преку тие линкови ги наведувале практично до лажните страници од каде што ги краделе нивните податоци. По ова, од сметките на корисниците влечеле пари на најразлични начини. Како незаконски ќе ги добиеле податоците од нивните кредитни картички со истите тие податоци преку некои банки, односно компании кои што нудат трансфер на пари како Western Union, електронски се логирале и практично од сметките на странските државјани си испраќале себе си пари. Кај членовите на хакерската група биле пронајдени компјутерска опрема, лаптопи, кукишта од персонални компјутери, надворешни хард дискови, повеќе мобилни телефони и сим картички. Сево ова е одземено и ќе биде дел од доказниот материјал. Додека штипјанец крадел од туѓи сметки, жител на Лозово со иницијали ИД на возраст од 32 години во штипска месарница купувал месо со лажни евра. Тој повеќе фалсификувани банкноти од под 100 евра набавил од засега непознато место, а едно од нив се обидел да потроши во Штип, но месорот не бил толку наивен колку што се надевал купувачот. Полицијата го истражува случајот и трага по фалсификаторот, но и проверува колку лажни пари се пуштени во оптек.